Good evening. This is Peter Vratkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in the Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми. Со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Се бара помошник на попот Пецо Петровски овде во нашата православна црква Пресвета Богородица во Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 49 01 48. Исто така да најавиме дека сабота, 14 февруари, е денот за душница. Службата од 9 сатот цабајлето, после службата се оди на гробишта. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 68 46 49, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 14 и недела на 15 март. Се одржува Денот на жената овде во нашиот македонски културен центар Ньюкастел и тоа недела на 8 март со почеток во 11 часот пред ручек. Ќе има одлична музика со Сонја Динамик од Сидне. Ќе се сервира 4 врсти јадења. Картите за овој ден ќе коштат $70 по лице, за деца од 6 до 12 години $30, за деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Ќе има богата лотарија, убава атмосфера со богато јадење, убава музика. За карти јавете се кај Снежана Бошев на 0414 417207, кај Ленче Нечовска на 0410 634310, кај Славица Размовска на 0415 343818 и кај Мира Дамевска на 0404 835366. Нешто за нашиот град Ньюкасел, за се што се случува преку неделата секој ден. Како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во
поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње шах и трети играње домино, а останатите гледаат македонски канали со музика и све друго. Исто така во овие сати за занимавање послужени се сите пензионери со кафе, чај, бисквити, сето е бесплатно. А сега нешто за ручекот во четврток. Сузи Цветановска после подолго одморање се врати за готвење во ручек во нашата македонска заедница секој четврток во нашиот македонски културен центар, како и порано. Сите сте добро дојдени од 9 сатот до 12 за чај, кафе, бишкоти со кашкавал, дури играње бинго, карти, домино, шах и други игри. Или за добар муабет со добро друштво со тивка македонска музика. Многу убави македонски специјалитети, како предјадење, главно јадење и сладко после јадење е сервирано од 12 сатот со вода и сокови. Цена за ова е само $20 по лице. За резервација јавете се кај Сузи Цветановска на 04 49 156966. Го повторувам бројот на Сузи Цветановска 04 49 156966. Сите сте добро дојдени. Да проследиме нешто и од вестите. Мицковски најави нова инвестиција во основното училиште Стив Наумов во Битола. Завршена е реконструкцијата на фасадата на основното училиште Стив Наумов во Битола, со што значително се подобрени условите за учење и работа. Напиша на Фајсбук председателот на владата Кристијан Мицковски. Проектот опфати изведба на нова енергетска ефикасна фасада, која обезбедува подобра термоизолација, заштита од влага и намалување на трошоците за енергија. Со ова инвестиција училиштето доби современ изглед и безбедна, поздрава и поефикасна средина за учениците и наставниот кадар. Инвестицијата изнесува 7.681.331 динар и е финансирана од владата преку Министерството за образование и наука, истакна Христијан Мицковски. Судскиот совет ќе ја проверува работата на судите во сите судови низ Македонија. Судскиот совет ќе ја истражува работата на сите суди во апелациониот суд. Одлуката доаѓа откако беше уапсен апелациониот судија Ѓоко Ристов, кај кој полицијата најде 350.000 евра зазидани во зид. Во моментов судски формираше и работна група која ја истражува работата на судијата Ристов во неколку предмети за кои добиле анонимна представка. Дали работел незаконски би требало да утврдат до крајот на неделава. На судски нема да застане само на проверување на апелацијата. Ќе се проверуваат сите судови низ Македонија и како постапувале судите. Со оглед на обемната работа, најпрво ќе почнат со поголемите судови, кривичниот и граѓанскиот суд. Но председателот на судски вели, не можат да ги гонат судите, туку само да проверат дали има нерегуларности во нивната работа. Стратегијата на судскиот совет е и да организира обуки на секој 2 до 3 години, да ги подсетува судите што е корупција, како и морал и етика, за да не се повторуваат ваквите случаи и да успеат да се справат со слабостите во судскиот систем. Камбовски вели 99% од судите се честни професионалци, кои се, за жал, жртви на тој 1% суди вмешани во корупцијскиот скандал. Да го повторим уште една соопштението за ручекот во четврток. Сузи Цветановска после подолго одморување се врати за готвење со ручек во нашата македонска заедница секој четврток во нашиот македонски културен центар. Сите сте добро дојдени од 9 сатот сабајлето до 12 сатот за чај, кафе, бишкоти, кашкавал, дури играње бинго, карти, домино, шах и се друго. Или за добар муабет со добро друштво,
со тивка македонска музика. Многу убави македонски специјалитети, како предјадење, главно јадење и сладко после јадење, е сервирано од 12 сатот со вода и сокови. Цена за ова цело само е $20 на лице. За резервација јавете се кај Зузи Цветановска на 0449 156966. Сите сте добро дојде. Barem na son mi doagaš, barem od sone mi begaš, nekam oči da otvoram, taka znam ke te izgubam, nekam oči da otvoram, taka znam ke te izgubam. Ke si viknam čalgi, ke go sotram se to vino, ke si lečan jadovi, što mi praviš angelino. Ke si viknam čalgi, ke go sotram se to vino, ako moja ne si ti, nema život angelino, angel mome angelino. Sotram se to vino, ako treba napijem, da si legnam angelino. Ke si viknam svirači, ke go sotram se to vino, ke go kolnam životot, a i tebe angelino, angel mome angelino.
se šetam, barem da te sretnam. Bezmerno te ljubav mila, kako nekogaš. V moj te misli večno ti si, znaj za se kogaš. Koji Makedonska, site da staneme, gordo da zaigrame.
какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците, да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонците, свири кајдачи, турне раздени, свири кајдачи, свири ми брате ти, песна да ме погоди и развесели, свири кајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Свири ми брате ти, песна да ме погоди и развесели, свири кајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. За момче што не го сака, збор ке дадат вечерва, за момче што не го сака. Капани бијат, поро се вие, љубов е голема, бојана мома, шарена китка, мене ми е студена. Капани бијат, поро се вие, љубов е голема, бојана мома, шарена китка, мене ми е студена.
бавчата, се сопнав на лопатата. Спреми се сега пиперчината, за да се собера. Ода покрај бавчата, се сопнав на лопатата. Спреми се сега пиперчината, за да се собера. Ей, бавчата, дај ми ја лопатата. Пиперче дома ти да посадиме, за да имаш од да јадиме. Ей, бавчата, дај ми ја лопатата. Пиперче дома ти да посадиме, за да имаш од да јадиме. Да направиме, оти браво су македонче. Слушни ме, мајчице, во бавча дојди жити се. Ајварче да направиме, оти браво су македонче. Ей, бавчата, дај ми ја лопатата. Пиперче дома ти да посадиме, за да имаш од да јадиме. Ей, бавчата, дај ми ја лопатата. Пиперче дома ти да посадиме, за да имаш од да јадиме. Бавчата, дај ми ја лопатата. Пиперче дома ти да посадиме, за да имаш од да јадиме. Ей, бавчата, дај ми ја лопатата. Пиперче дома ти да посадиме, за да имаш од да јадиме. Да ги проследим уште една соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 14 и недела на 15 март. Важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица во Њукастел. За повеќе информации јавете се кај председателот Саша Стојчевски на 0408 490148. Се одржува Денот на жената овде во нашиот македонски културен центар Њукастел, и тоа недела на 8 март со почеток во 11 сатот пред ручек. Ќе има одлична музика со Сонја Динамик од Сидне. Ќе се сервира 4 врсти јадења. Картите за овој ден ќе коштат $70 по лице, за деца од 6 до 12 години $30, за деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Ќе има богата лотарија, убава атмосфера со богато јадење, убава музика. За карти јавете се кај Снежана Бошев на 0414 417207, кај Ленче Нечовска на 0410 634310 и кај Славица Размовска на 0415 343818
Исто и кај Мира Дамевска на 0404 835366. Сите сте добро дојдени. Не праќа во прогони
Да проследиме нешто од спортот. Започна продажбата на билети за Данска-Македонија. Македонската А репрезентација на 26 март на стадионот Паркен во Копенхаген против Данска ќе го одигра плејоф над преварот за пласма на светското првенство 2026. Фудбалската федерација на Данска за нашите навивачи ги обезбеди следните места и ги одреди цените на влезниците. Гостински навивачи блок Д1 до 1750 седишта, цена 3650 денари. Гостински навивачи со попреченост блок Д1 6 позиции за корисниците на инвалидски колички, цена 3650 денари. Навивачите и сите поддржувачи на нашиот национален тим можат да купуваат билети директно преку веб платформата на Фудбалската федерација на Македонија. По извршување на купувањето, секој навивач најпрво ќе добие и пошта со потврда за трансакција. Врз основа на таа потврда ќе биде издаден официјален билет и испратен на и поштата наведена при купувањето. Билетите се доставуваат електронски преку и пошта и ќе пристигнат 14 дена пред одигрувањето на надпреварот. Да видиме Лазаров што вели. Со максимален ангажман до пласма на светското првенство. Македонската ракометна репрезентација Европското првенство го заврши на 14-то место, а селекторот на нашата репрезентација Кирил Лазаров во гостувањето во македонската телевизија во специјалната емисија по повод финалето се осврна и на нашиот настап. Македонската ракометна репрезентација Европско првенство го заврши на 14-то место и Лазаров во гостувањето на македонската телевизија во специјалната емисија по повод финалето се осврна и на нашиот настап. За да имаме подобри резултати, потребно да имаме селекција која ќе биде физички подготвена за сите предизвици и за ритмот на играње на големо првенство, односно во клубовите да се работи и репрезентативците ќе дојдат подготвени, како што е со тоа играчи од германските и данските екипи и другите големи европски тимови. Мора да имаме играчи што ќе играат во два правца, изјави Лазаров. За нашиот следен противник во баражот за светско првенство Украина или Словачка, селекторот истакна. Се уште не ни е познат противникот. Ќе знаеме во март против кого ќе играме. Украина би требало да е фаворит, но никогаш не се знае. Со украинците игравме контрола пред европското и во првиот дел ни направија проблеми, но на крајот сепак победивме. Мора да бидеме максимално ангажирани ако сакаме пласман за светското првенство во Германија. Бараш дуелите со победник од дуелот Украина или Словачка, македонските ракометери ќе играат во месец мај годинава. Нешто и за здравието. Како телото кажува дека има недостаток на витамин С. Витаминот С е еден од клучните хранливи материи за одржување на здравието и правилното функционирање на телото. Покрај се друго, има важна улога за зајакнувањето на имунитетот, одржувањето здрава кожа, крвни садови и ткива и му помага на телото да абсорбира железо. Иако во повеќето случаи може да се внесат доволно количини на витамин С преку здравата исхрана, понекогаш може да се појави негов недостаток. Најчестите причини за ова се лошите навики во исхраната, одредени здравствени состојби или фактори на животниот стил кои што го попречуваат внесувањето на овој витамин. Недостатокот на витамин С може да се манифестира и преку необични симптоми што многумина не би ги поврзале веднаш со овој проблем. Така, меѓу првите индикатори за недостаток на витамин С се чувството на постојан замор, слабост и исцрпеност, дури и по одмор. Дополнително, иако лесно и без видлива причина, добивате модринки. Може да биде знак за послаби крвни садови, што може да е недостаток на витамин С.
Ако раничка на телото потешко и бавно заздравува, и за тоа важи истото. И кожата, ако е сува, груба или доколку се лупи, тоа честопати е индикација дека на телото му недостатува овој важен антиоксидант. А ако влакната на нозете, рацете или други делови телото станат кршливи, извиткани или погруби, и тоа може да биде резултат на долготраен недостаток на витамин С. И здравието на непцата е директно поврзано со внесот на витамин С. Црвените, отечени или крвави немца се јасен знак за недостаток на овој витамин. Слабоста на зидовите на крвните садови може да доведе до појава на проширени вени, особено на нозете. Витаминот С помага во зајакнување на вените, па затоа нивниот лош изглед често е знак за недостаток на овој витамин. Исто така, недостатокот на витамин С може да придонесе за воспаление во телото, кој што се чувствува како болка во зглобовите и мускулите. Ниско ниво на витамин С може да влие и на менталното здравје, предизвикувајќи промени во расположението, раздржливост и чувство на вознемирост. Иако недостатокот на овој витамин не се случува често кај луѓе кои јадат разновидна исхрана, важно е да се препознаат знаците на време. Следствено, важно е да се обрне внимание на промените во телото и по можност да се збогати исхраната со свежо овошје и зеленчук со цел оптимално здравје и спречување можни компликации поврзани со недостатокот на овој важен витамин. Медот е корисен и здрав за секој дел од човечкото тело. Во антиката медот се сметал за храна на боговите. Поради своите лековити својства се користил за спречување разни болести, а пак египтканите го користеле и во козметиката. Поради своите антибактериски својства, како и фактот дека е полн со антиоксиданси, медот е идеален за зајакнување на имунитетот. Покрај тоа, антиоксидантите во медот се поврзани и со намалена опасност од срцеви заболувања. Ново истражување покажа дека редовната употреба на мед го ограничува зголемувањето на шеќер во крвта и го намалува нивото на холестерол и триглицериди, а холестеролот во телото може да влие на мозокот и нервниот систем, поради што е важно редовно да се конзумира мед, препорачуваат стручњаците. Медот може да се комбинира со топло млеко или чај од камилица, што се предизвикува ослободување на серотонин, што потоа се претвора и во мелатонин, хормонот за квалитетен сон, и овозможува поубаво спиење. Тоа ќе помогне против стресот и го подобрува помнењето. Поради оксиданците, медот е идеален и за чистење на кожата и телото од токсини, како и за проблеми со телесна тежина. Само заменете ги сладките со мед. Така, покрај намалувањето на желбата за сладко, се внесуваат и хранливи јаглени хидрати, што е корисно, например, при тренинг и вежбање. И уште едно за здравјето. Кралот на диетите. Сок од 3 моќни намирници преку кои килограмите се топат. Прво, губењето на килограм е процес во кој треба да се обврне внимание на голем број фактори. Освен физичката активност и контролната диета, која никако не вклучува гладување, во овој процес може да помогнат и мали нутриционистички трикови. Еден од нив е сокот од 3 моќни состојки, кој ефикасно го намалува чувството на глад, го забрзува метаболизмот, обезбедува енергија и му помага на телото да ги isfrли вишокот масноти. Пијалокот од јаболков оцет и медот е стар сојузник во губење на килограмите, а сега му се придружува и грајпфрутот, кој меѓу другото го стабилизира нивото на шеќер во крвта и ефикасно ги разложува мастите. Состојки за ова се: 1 чаша сок од свеж грајпфрут, 2 лажици јаболков оцет и 1 лажица мед. Се подготвува на овој начин. Прво, измешајте го добро додека состојките целосно не се поврзат. Второ, сокот пијте го пред
сите 3 големи оброци, доручек, ручек и вечера. Трето, постапката повторете ја секој ден, 7 дена поред. Потоа направете пауза од една недела и повторете ја постапката. Четврто, ако не ја поднесувате горчината на грајпфрут, секој втор ден заменете го сок од свеж портокал. Уште еднаш неколку соопштенија да ги спомениме. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 14 и недела на 15 март. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday same time. Good night.